Здраво на сите, јас сум Александар Маџаровски или Читачот и во ова видео од соработката со ЕУ за култура ќе разговараме за еден исклучително важен автор и за еден исклучително исто така важен роман. Ќе зборуваме за ирскиот писател Џејмс Џојс и неговиот роман Улис. Поводот не е случаен, зашто токму сега разговараме за Џојс и за Улис. Тоа е затоа што оваа година е јубилејна година и се одбележува 100 години од издавањето на Улис, еден од најважните романи на 20 век. Ќе разговараме со Марија Гиревска, професор по англиски јазик на Теолошкиот факултет. Веројатно, слободно ќе кажам, најголем познавач на Џојс и Улис кај нас, експерт на оваа тема. Мислам дека би можел да кажем и најголем фан, number one фан на Џојс и на Улис. Така што уживајте во разговорот и веднаш да влегуваме директно во темата. Марија, знаеш што ме интересира? Од каде твојата љубов за Џојс? Беше тоа љубов на прв поглед или полека се запознаваше со неговото творештво? И што го прави за тебе посебен? Зошто ти е Џојс, баш Џојс толку драг? Затоа што го има во неговото презиме зборот радост, joy. Интересно. Џојс прв пат го сретнав на факултет. Бев бруцош и се сеќавам еден мој драг професор Зоран Анчевски. Ни предаваше прва година англиска книжевност и на еден од часовите знаеше да рече: "Еј, чекајте, ама кога ќе стигнете трета година, кога ќе налетате на Т.С. Елиот, Езра Паунд, Џејмс Џојс." И фактички дури тогаш прв пат чув за Џојс. И немав трпение да чекам трета година и зимото се сеќавам дека фатив имаше една многу интересно старо издание во библиотеката на Филолошки. Улис? Фатив, за Улис. Ти директно отиде? Да. И фатив да го читам и беше зима и можеби 3 месеци го читав. И многу интересно, после скоро 10-12 години кога фатив да го преведувам, се сеќавав точно на одредени парчиња кога повтор пат го читав за превод. Значи тоа е она што го прави посебен Џојс, што цели фрази, реченици, мисли ти остануваат како винетки, како фотографија. Што е тоа кај него што најмногу те привлече? Стилот, темите со кои се занимава? И целата аура позади Џојс. Од една страна е интересно да чуеш како тоа е нечитливо, непреведливо дело, меѓутоа од друга страна и те фаќа инает и си викаш не е можно да пробам да видам што е толку што го прави толку тежок. И мислам дека тука и универзитетските професори многу грешиме. Ние на некој начин знаеме да го убиеме Џојс и да го убиеме Улис со сите наши тези, есеи, филозофирање околу книгата, меѓутоа книгата е многу интересна, пред се е духовита, има одличен хумор во неа. Те учи во исто време и како да пишуваш, ако сакаш да пишуваш, зашто е феноменален, и те учи како да читаш и те учи како да преведуваш. Преводот на Улис ме научи како да ги читам сите модернисти и воопшто онака баш убава добра книга. И што би рекол Џојс, нели животот е краток да преведуваш лоши книги. Да. Знаеш, зборуваме, најчесто зборуваме за европски автори, нели, во ЕУ за култура. Џојс мислам дека во раните 20 години неговиот живот заминува од Ирска и речи си никогаш после живее нели во Италија, па дури интересно за нас и во Пула, во Хрватска, 6 месеци предавал таму, Швајцарија, Франција. Дали е во однос на тоа Џојс европски или ирски автор? Каков бил неговиот однос со Ирска? Знам дека неколку пати се вратил, меѓутоа била малку проблематична таа врска меѓу него и родната земја. Да, различен е и неговиот однос кон Ирска, потоа односот на Ирска кон Џојс до 80-тите и односот на Ирска денес кон Џојс. Џојс и Улис е голема ствар денес во Ирска. Не беше така, не било така до... Не. Фактички првиот Bloomsday го славеле група на
малку подпивнати ирски писатели во 50-те години. Но точно Джойс замина од Ирска, нели, во изгнанство 1904. Значи негде 1904, мислам дека октомври заминува од Даблин и тргнал за Швајцарија, меѓутоа од Швајцарија го префрлат во Италија, а од Италија го префрлат во Пула, барајќи работа, нели, во она позната школа за изучување странски јазици, Берлиц школата. Престојува кратко време во Пула, околу 6 месеци, не му се допаѓа нешто посебно. Се преселува во Трст и во Трст останува 10, 11, 12 години и многу интересно што Трст не е класично италијански град во тоа време, тоа е сепак под Австро-Унгарија. И тука имаш мешавина од словенски народи, италијанци, австро-унгарци, на еден плоштад ја имаш најголемата и најстарата синагога во Европа, имаш протестантска црква, имаш католичка, имаш две прекрасни православни цркви, едната грчка и другата руска, односно српска, денеска мислам дека е српска. Во однос на она видео, едно многу добро видео со Силвија Бич, кога зборува за да, супер тоа. Нели жената што ја држи Shakespeare and Company во Париз. И јас имав за Джойс дека е тотално интровертна личност, комплексна личност, меѓутоа според нејзини зборови тој бил, како се вика, the heart of the party, значи бил многу народен човек и гравитирале луѓето околу него. Да, него ставале дури ни на рад да си руча во ресторанот, што било. Тоа е многу интересно. Тамо, значи, имало неверојатна екипа во тоа време во Париз. Да, тука и башка Хемингвеј, Езра Паунд, исто Андре Бретони, да, Филип Супој. Т.С. Елиот таму се движи во Т.С. Елиот е Т.С. Елиот е доаѓа на студии во Париз, ама тоа е почетокот на 20 век. Не ме држи точно за збор 1900 и некоја, ама после Париз останува во Англија и тука се стационира. Но Езра Паунд се уште гравитира меѓу Лондон, Италија, Париз и фактички Езра Паунд ќе му напише писмо. Джойс по Првата светска војна сака пак да се врати во Трст. За време на војните он секогаш некако е стациониран во Цирих, нели, како неутрална земја Швајцарија. И Езра Паунд всушност ќе му рече, ако сакаш да го објавиш Улис, Париз ти е местото. И тој стигнува во Париз. А известна е таа концентрација на страшни писатели, на страшни умови на едно место, на еден простор, во одредено време. Не, Париз е мислам феноменален во тој период. Париз меѓу двете светски војни е лулката на европската култура и воопшто на сите американци се таму дојдени, од име досадно дома, нема ништо. Јејц вама умира во Ирска, сите се стационирани во Европа. И беше многу симпатично кога Силвија Бич вели као Джойс и се жали као имам проблеми со романот, не сака да го објават и таму вели добро, сакаш ти јас ти го објавам романот. И тој вели I would like very much so, као би сакал. И тоа е единствениот роман што било кога го книжарница држи, така, не издавачка куќа. Таа кога доаѓа во Париз, нели американка, татко инаку бил свештеник, како мојот, многу интересно, и се здружува со Адриен Моние, низина пријателка, и решаваат, бидејќи е влюбеник, нели, во книги, а тука се сите, нели, од Фицджералд до Хемингвеј, нели, сите што ги спомна. И решава она да си отвори една мала книжарница и преку ноќ станало најбитно сврталиште, како ние во времето во Менада кога идевме во студентски денови. Значи сите уметници се вртале тука. Она кога рекла јас ќе ти го објавам, тоа е клучно. Затоа што жената никогаш повеќе не објави друг роман во нејзината книжарница. Тоа беше прво и последно. Ми тоа го препознала. Да, дефинитивно и таа блиска дружба што имале секојдневно во книжарница и во тие нивни седенки, дружења по на гости кај другите писатели.
Ама и Джойс не само што е гени, он е хиперинтелигентен. И тоа фасцинира кај него, мислам, и тоа се гледа во неговите романи. Немаш глупава реченица таму, немаш реченица што не е местото таму. Се си има свое место. Знаеш, Улис е роман со репутација и мислам дека професорите, како што кажат, и малку го имаат обременето, имаат таа репутација, малце и тие му ја имаат. Да. Дадено дека е непробоен, тежок роман. Моето искуство не беше такво. Уживав. Тоа е Улис е роман кој што ќе те награди ако се препуштиш на читањето, онака баш длабоко го читаш. Ќе можеш ќе сакаш да ми кажеш малку за контекстот на Улис, историјата, паралелите меѓу Одисеја, нели, на Хомер, каква била замислата на Джойс? Па, она што е највпечатливо е дека е 16 јуни 1904. Знаеме дека се одигрува во еден ден. Да, и знаеме дека околу тој датум ја има запознаено Нора Барнакл, што ќе му стане сопруга и мајка на неговите две деца. И со кое што ќе побегне истата година од Ирска и ќе го напушти Даблин. Се случува во четврток, како денес, многу убав ден. И почнува во 8 часот наутро и трае некаде до 3 часот пополноќ. Пополноќ, да. 16 јуни, 3 лика, ги следиме 3 лика низ Даблин. На 16 јуни имаме еден млад језуит кој што сега сака да стане поет, тој е Стивен Деделус. И тој е лик базиран на Джойс, така? Да, и на оној роман кој што има претходно. Па добро, имаме тука автобиографски моменти, меѓутоа и портретот на уметникот во младост. Джойс се преведува себе си. Да. Портретот на уметникот во младост, да. Вториот лик е Леополд Блум. Тој е евреин со унгарско потекло, кој што станува католик при стапувањето во брак со неговата сопруга Мерион Блум, третиот лик во Улис. И го следиме Леополд Блум како станува во 8 саат, и подготвува поедок на моли, тргнува кон аптекарот да си купи сапун, си купува весник, оди на погреб и секакви едноставни секојдневни обврски секој од нас што ги има во текот на денот. Ништо посебно. Не е тој херојот Одисеј кој што оди и се бори со и прави подвизи, се бори со чудовишта. Меѓутоа има една голема разлика што Одисеј на крајот после 20 години се враќа кон својата верна сопруга Пенелопа, да. А Леополд Блум цел ден скита по Даблин, не сака да се оди дома, бидејќи знае дека Моли Блум ќе го изневери со Блейзис Бойлан. Така што тоа е една од клучните разлики. Тука ништо не е случајно кај Джойс. Ништо не е случајно, не. Значи, дури ни пречетењето мора да биде на негов роден ден, мора да биде многу интересни со датумите и со. А во однос, кои се некои други специфики во однос на тоа дека знам дека секој поглавје е пишувано во различен стил, така? И дека дали буквално секој поглавје има паралела во Одисеја? Може да се извлече паралела, дури па има една се вика шема што Джойс му ја пратил на Карло Линати 30-тите години, каде што секоја епизода, например прва е Телемах, втора е Нестор и така натаму, Пенелопа е оној фамозен монолог на Моли. На Моли, да. И точно секоја епизода е напишана во различен стил, имаме различен регистар, има, не знам, мислам дека 14-та беше најтешка за превод во принцип, генерално кај сите мои колеги што се фатиле со Улис, затоа што тука имаш тоа мислам дека е Oxen of the Sun, значи сонце, говедата на сонцето, да. И имаш тука буквален превод од латински трактати до историја на англиска книжевност, од Беовулф до Шекспир, до Милтон, до Оскар Вайлд. И е
ужас, затоа што имаш и алитерација, не знаеш што попрво да задржиш кога преведуваш. Дали значењето, дали звукот, ти Улис треба да го читаш и на глас, затоа што нема да знаеш. Джойс ја крши синтаксата и тоа може да се препозна. Меѓутоа, најтешко за препознавање е, но тоа се навикнува човек, нели, ја стекнува како вештина, како што стигнува, нели, кон средината или крајот на романот, а тоа е да препознеш, окей, каде завршува нараторот, а каде почнува внатрешниот монолог на Стивен Блум Моли. Затоа што тука да подсетиме дека Улис е, поготово во првите 3 поглави имаме текови на свеста. Да, знаеш ли каде е првиот внатрешен монолог? На првата страница, знаеш каде е? Не. Хрисостомос, кога вели Златоуст, Стивен Дедалус, еден збор. Стивен Дедалус вели Златоуст, го гледа Бак Малиган како така, прави и тоа е миса. првиот тој тек на свеста. Да, еден збор. Во која смисла е Улис револуционерно? Можеме да кажеме дека е револуционерно, дека ги поместува нештата, отвара нови хоризонти за наредните генерации на писатели? Модернистичка Библија, можеби? Да, дефинитивно, мислам, Улис е Библијата на 20 век, по однос на оно што го, нели, оно што го познаваме како роман, фактички тоа излегува и надвор од она што го знаеме како роман. Да не зборуваме за Финеган's Wake, Финегановото бдење, тоа ги надминува сите романи до сега напишани, бидејќи има чудна структура, односно не структура. А Улис, дури Улис е и еден вид енциклопедија. Имаш, тука го имаш Даблин, дури до ден денес самите ирци кажуваат дека ако го читаш Улис, го зборуваш јазикот на Даблин до ден денес. А нели Джойс вели на едно место, ако го снема еден ден Даблин, тоа може да се реконструира преку читање на Улис. Да, и он кажува многу други ствари, као напишав роман што сега наредневе 100 години професорите ќе се мачат да видат да го декодираат, да го разгатнат. Што сум сакал да кажам. Да. Марија, ти не само што си, би рекол, експерт за Джойс, и негов познавач, туку и преведувач на Улис, а кога ќе го чита човек Улис, сваќа за каков предизвик и каков потват станува збор. Значи, ако не се лажам, ти доби награда за најдобар превод токму на ова дело. Кажи ми какво беше искуството? Предпоставувам ако трпно, меѓутоа сигурно беше и содржи предизвик што ќе го извлече најдоброто од тебе. Предпоставувам. Па некаде цело време осцилираш помеѓу рајот и пеколот со Джойс. Помеѓу нервен слом и екстаза. Да. Мислам, цело време се надпреваруваш и со себе и со него и беше навистина тешко, меѓутоа на крајот на денот многу благородно, некако се чувствуваш благодарен што ти се укажала таква шанса. Па и нека и привилегија, да го преведуваш таква величина сепак. Да, и за тоа мислам дека најзаслужен е мојот професор Драги Михайловски, кој што ме препорача на времето да го преведувам Улис. Кога беше оној проект на владата за звезди на светската книжевност и фактички тогаш се почна да се преведува како што треба Джойс. 100 години јубилеј, 100 години од Улис. Кажи ми, има што се случува во светов, како се одбележува и исто така можеш да ни кажеш нешто повеќе за Bloomsday, 16 јуни, што е Bloomsday и јас се надевам дека нашево видео ќе оди во јавност токму на Bloomsday. Па прославата за 100 годишнината од објавувањето на Улис, кое што нели се објави на 2.2.1922 на Джойсовиот ројендан, значи 140 години од роденденот на Джойс и 100 години Улис, веќе почна уште од 2.2.
Нормално. Значи BBC имаше одличен документарец направено со Фред Сен и со сите Џојсовци, што се ветерани. Во оваа професија фактички има нели посебна професија Џојсовец. Има Џојс Старез, нели Џојсовски студии. И значи прославата трае од 2.2. Ќе се заврши со Bloomsday 16 јуни и е на сите континенти. И тоа е со години, не е нешто дека е специфично за оваа година, туку секоја година Bloomsday нели да кажеме дека од Леополд Блум. Да, денот на Блум. Блумовден. Блумовден, да. И всушност не само професори, туку и фанови од целиот свет читаат извадоци. Уметници, театролози, глумци. Мислам дека тоа и кај нас ти го имаше, го иницираше пред неколку години, така? Да, имав неколку пати го организиравме до сега, нели фати ковид, меѓутоа благодарение и на пандемијата имавме супер испадна 2020 година, бидејќи собрав од сите пријатели од светот над 80 видеа, сите ми пратија да го читат. Го чита Улис на својот мајчин јазик, нели во превод, во оригинал, зависи од каде доаѓаш. Така што имавме над требаше као идејата ми беше 18 јазици, а ми испадна повеќе од 18 јазици на крајот. Супер. Да, ето беше супер. Нешто би прашал за крај. Многу едноставно прашање, и тоа за мене многу важно. Зошто да го читаме Улис? И Џојс, добро, Џојс е поширока, зошто да го читаме? Те погодив со прашањето. Да. Зошто да го читаме Улис? Затоа што животот е краток да се читат лоши книги. Дали би сакале да елаборирате малку на таа тема? Да. Затоа што е многу смешна. Мислам, книгата е фактички за еден ден на еден човек. Обичен човек. Обичен човек кој што се мисли дали го каснала пчела или мува. Стварно е смешна е книгата. Да. Има хумор. Да. И покрај тоа уживаш во јазикот. Значи Џојс прави таков експеримент со англискиот јазик и тоа ти дава некаква слобода да експериментираш со сопствениот јазик и да го примениш истото кај себе. Поготово нели го читаш последното поглавје што има 8 реченици на 70 страни без точки запирки и кога го читам Џојс, генерално, не само Улис, се препознаваш себе си. Знаеш, има една, сеќаваш има една реченица во Улис, нели, го шеташ светот, сретнуваш крадци, сретнуваш сестри, сретнуваш браќа по љубов, но на крајот се сретнуваш себе си. Да. Обично писателите, нели, го опишуваат животот. Пишуваат за животот. Ама Џојс го пишува животот. Да. Супер. Јас морам да кажам дека јас го читав преводот на македонски, твојот превод, и можам да кажам дека си завршила одлична работа. Преводот беше одличен, морам тоа да го кажам. И што друго да кажам, освен да кажеме дека треба да не се плашат читателите од Улис и да ти кажам фала ти за овој убав разговор. Фала ти на поканата. Happy Bloomsday! Happy Bloomsday, everybody!